Добар ден, криптоентузијасти, во уште едно интересно видео каде што ќе разговараме за SocialFi, што представува категорија на блокчейн проекти кои што решаваат одреден проблем кој што моментално го имаме нели во општеството. Сега ќе поразговараме детално што представува SocialFi, тоа е поентата на ова видео, но претходно би сакал само за оние кои што потенцијално се нови на нашиот канал, само уште еднаш да напоменеме дека станува збор за посебни типови на категории, како што можеме да видиме до сега, кои што беа обработени на нашиот канал до сега 20, ова е 21-та категорија на посебен тип на блокчейн проекти, кои што самите по себе представуваат засебен сектор во целата оваа категорија на крипто проекти, кои што има одредена технологија и се обидува да реши одредени проблеми во крипто сектор. Така да, оние кои што потенцијално не го гледаат нашиот канал, значи на нашиот основен канал на YouTube, доколку скролате надолу, ќе најдете посебна тема, во која што, иако имаме повеќе од 100 коини и токени кои што се обработени, дополнително имаме и посебна категорија, така наречена категорија на крипто проекти. Што тоа значи? Значи, овде ќе имаме посебни, како што кажеме, 20 видеа за секоја од овие категории, во однос тоа каков тип на технологија застапува и во однос на тоа, нели, каков тип на проблеми се обидува да реши. Тоа што едни од последните ни беа нормално за интероперабилност и AI агенти, кои што се нови додатоци, би рекол, и нови категории на оваа наша едукативна активност. Така да, пак ќе напоменам, значи, ова е уште една од овие категории кои што ќе биде додадена на оваа плейлиста, каде што, како што кажавме, разговараме за засебен тип на технологија застапена во блокчейн. Сега, кога би требало да го дефинираме самиот SocialFi, значи, тоа е практично склоп на социјална платформа и децентрализирани финансии. Односно, било каков тип на склоп во кој што потенцијално социјалната платформа и децентрализираните финансии функционираат заедно и се on-chain, представува категорија SocialFi. Со тоа што имаме и разни комбинации, каде што потенцијално не секогаш имаме платформата да биде, да речам, децентрализирана, односно да биде блокчейн, додека дополнително централизирани платформи користат DeFi дел, како и да јас верувам дека се тоа на некој начин спаѓа во оваа категорија, така наречена SocialFi. Сега, за да би можеле да објасниме, нели, ќе имаме и посебен пример за тоа, ќе објасниме како изгледа. Имаме една многу интересна платформа на ICP, значи на самиот интернет компјутер протокол, каде што многу јасно можеме се тоа да го образложиме. Сега, пред да дојдеме до дело да разговараме директно за ваков тип на проекти, би сакал прво да напоменам кои се предностите, односно кои се, да речем, позитивните ствари на ваков тип на социјална платформа, каде што, како што може видите и сами, дека самата платформа ќе биде базирана на token-based rewards, односно за било каков тип на engagement или пак за вашата да речам, произведена контент, содржина, добивате практично најчесто награда или плата во токени. Се разбира, веќе добивате награда во блокчейн валути. Со тоа што дали е тоа токен кој што е развиен на одредена апликација или пак е коин кој што е застапен на самата социјална платформа, зависи нормално од секоја од овие така речено платформи. Дополнително имате децентрализирано владење, односно одлучување. Decentralized governance во оваа ситуација најчесто организирано во DAO, не најчесто туку во сите случаи до сега, каде што нормално во однос тоа колку голем обем на коини токени поседувате од оваа платформа, толку поголемо право на одлучување имате и на тој начин сите одлуки за овие платформи се донесуваат заедно. Што е многу голема разлика за разлика од централизираните платформи каде што буквално се ви е наметнато, немате никакво право на барање на промена на правилата или стандардите и така натаму, така да има голема разлика каде што овие платформи се така речено водени и владеени како од самиот тим, но така и од оние кои што ја користат оваа платформа. Data ownership, што е една од најбитните ствари, за разлика од централизираните платформи како Facebook, Instagram, која и да е од овие, значи вашата се што поседувате е фиктивно, се разбираме. Значи, ништо од тоа што го поседувате на овие платформи не е ваше. Односно, утре Facebook може да одлучи целосно да го избрише вашиот профил и вие не можете ништо да повратите доколку Facebook тоа не ви го дозволи. Дали е Facebook, Instagram, значи било која од овие, да речем, платформи, ги имате еден тон. Така, значи, идејата е дека, за разлика од тоа, кога станува збор за SocialFi, платформата сама по себе треба да биде најчесто изградена на блокчейн,
каде што вие имате директен пристап првенствено до вашите лични потатоци, односно вашите лични потатоци не се јавни доколку вие не сакате да ги направите јавни и се зачувани и нели се под privacy protection на самиот блокчейн. Исто така и дополнително се што моментално ќе креирате практично е ваше и е дел од тој блокчейн, но вие одлучувате кој смее да го гледа, дали некој смее да прави никаков тип на интеракција со него, така да има голема разлика. Сега, друга дополнителна ствар е што вие, например, сега не можете да продадете слика на Facebook, така? Не можете да продадете слика на Instagram, не можете да продадете твит, така? Но со NFT интеграцијата во SocialFi категоријата, каде што за разлика од во оваа ситуација вие практично можете во било кое време да ги токенизирате вашите креации, пак ќе кажам дали е тоа слика, музика, видео, што и да е, и да ги претворите во NFT, non-fungible tokens, кои што потоа вие одлучувате дали сакате да ги оттуѓете, подарите, продадете и така натаму, така да има голема разлика, како и интероперабилноста. За разлика од социјалните мрежи кои што моментално постојат, вие и да сакате, значи многу ретко се случува да има интероперабилност помеѓу овие платформи, до степен што гледате и сами дека има узурпации, така. Значи во моментов имаме ситуација во која што било кој од Twitter статусите и постовите, ако ги постирате на Facebook, вие добивате само код, линија, линк, тоа е се. Не дава никаков превју, не дава никаков thumbnail. Зошто е тоа така? Направено затоа што овие платформи помеѓу себе практично се надпреваруваат за истиот пазар и нормално дополнителни закачки кои што ги имаат помеѓу нив не е ни битно, но идејата дека многу често контентот не може едноставно вие сега да го споделите или пренесувате од една на друга социјална платформа. Така да ова е само чисто како објаснување како потенцијално би изгледал, кои се главните карактеристики, каде што нормално кога станува збор за SocialFi, со оглед на фактот дека овие платформи треба да бидат изградени на блокчейн, а блокчейнот самиот по себе е матична технологија за која што нели за сите овие е иста, значи ќе биде многу полесно и едноставно да имаме интероперабилност, односно овие, пак ќе кажем, информации, капитал, NFTs, нели капитални вредности да можат многу лесно да бидат пренесувани од една на друга платформа, односно од еден на друг блокчейн. Сега чисто сликовито за да видите како потенцијално тоа би изгледало, што е мислам едно од добрите објаснувања кои што успеав да ги најдам. Значи тоа сте вие, вашиот телефон е медиумот со кој што вие моментално интеракции правите со оваа платформа, но платформата самата по себе не е како во случајот на Facebook и на Instagram и на Twitter и на останатите, базирана на софтвер кој што е директно и целосно поседуван од компанијата и они се тие кои што одлучуваат дали нешто смеете или не смеете. Напротив, станува збор за децентрализиран софтвер кој што е сместен на блокчейн. Секоја ваша информација, секоја ваша слика, секоја ваше видео, музика, се што постирате е практично запишано на овој блокчейн. Блокчейнот служи како децентрализирана меморија, каде што ова се зачувува, така, и е така речено неизменливо. Односно во оваа ситуација имате ситуација каде што за разлика од социјалните мрежи каде што вие немате практично никакво право врз вашиот контент, овдека сето ова е директно во ваши раце. Односно се што ќе споделите без разлика дали е тоа информација или пак одредена капитална вредност во блокчейн вредност нормално, сето тоа е поврзано со вашиот новчаник. Значи вашиот профил представува еден ваш новчаник. За разлика од тоа имаме јавен, како што може види, јавен датабейс за кој што практично јавните податоци за сите оние кои што исто така прават било каков тип на транзакции со овој блокчейн, кој што представува во оваа ситуација, нели, централизирана, децентрализирана платформа социјална, практично вие оние јавни податоци кои што така речено ги поседуваат другите учесници во оваа социјална платформа, можете да ги видите, но они ги поседуваат. На истиот начин кој што вие ги поседувате и вашите лични податоци и сето оно што вие го креирате на оваа блокчейн мрежа. Така да прилика така изгледа, каде што блокчейн мрежата е само место каде што има интеракции помеѓу луѓето, но во основа секој прави интеракции преку сопствениот новчаник кој што е директно поврзан на овој блокчейн. Сега, како категорија станува збор за многу мала категорија и ова е многу битно затоа што кога станува збор за категорија која што целата заедно со сите нејзини проекти има само 1 милијарда долари, станува збор за категорија која што е премногу нова. Ние мораме да спомнеме како категорија, но тоа не го менува фактот дека станува збор за многу мала категорија со проекти кои што се на вистина
како да кажам, микропроекти. Значи, истите имаат по некои 170 до 100 најголемите 3 милиони долари, што за нас е незамисливо, значи ние воопште не ги погледнуваме овие проекти, а не па да разговараме за нив, затоа и нема да ги обработуваме, но ќе обработиме некои примери кои што покажуваат како прилика изгледа SocialFi или пак како централизираните платформи се обидуваат да се придвижат кон SocialFi движењето. Значи да не забораваме, самото SocialFi движење кое што е целосно децентрализирано е доста добра насока. Како што ќе кажам, значи поради оваа причина нема да ги обработуваме овие проекти, станува збор за премногу мали проекти, доколку понатаму истите успеат да порасат, значи супер, зошто да не, дефинитивно ќе ги опфатиме. За сега ќе обработиме проект од ICP, кој што е целосно on-chain платформа, како што веќе разговаравме по дефиниција. Само на кратко ќе ги спомнеме овие кои што се најголеми, сега овде ќе ги проблема. Погледнете. Значи овој кој да е нов проект кој што е UX-Link, можеме да видиме дека има историја само од јули претходната година. Станува збор за проект кој што нема дури ниту една година и реално прв па слушам, значи пак ќе кажам, станува збор за многу нови проекти. Истото можеме да го видиме и во останатите проекти, кои што моментално денеска чисто ги земаме како превид, како топ 3. Значи, пак, поголемиот дел, како што може видите сами, не се платформи. Тоа е уште една интересна работа, затоа и реков дека не можете да очекувате дека исклучиво само платформи ќе бидат дел од оваа категорија, како што, например, кога станува збор за DeFi, имате менувачници, но во исто време имате и lending and borrowing, имате и on-off ramps, така да сето оно што е поврзано со оваа категорија ќе биде нормално и во самата категорија кога станува збор за CoinGecko. Сега пак е напомнам, човек како што гледате не станува збор директно за платформа, туку станува збор за некаков тип на блокчейн проект кој што моментално на него луѓето може да прават децентрализирани апликации и така натаму. Дополнително следниот Galaxy, така нешто, истата ситуација, значи истиот постои практично од овој bull market, од почетокот на овој bull market и гледаме дека немало нешто посебно добро ситуација околу цената, што е нормално за сите останати. Истата ситуација, onboarding the world on Web3. Повторно, не станува збор за платформа, станува збор, како што може да видите и сами, значи product sites, станува збор за место на кое што може да најдете најразлични страни кои што се изградени. Погледнете сами, значи ова се најразлични страни според името, кои што моментално постојат и имаат така речено нели нешто сопствено, така. Значи како страна на која што има некаков тип на апликации, претпоставам. Се уште не сум ги истражил и повторно не гледам причина додека истите не пораснат. Значи сега во оваа ситуација со овој маркет кап се премногу ризични, затоа и не можеме да обрнуваме внимание на секој проект кој што ќе има 100 милиони долари. Едноставно невозможно е, ги има многу, значи ќе изгубиме време, а потенцијално ќе најдеме многу малку добри проекти. Hive е еден од постарите кој што можеме да видиме уште од 2020 година, но слична ситуација според неговата апликација, како што можете да видите сами, значи станува збор за блокчейн на кој што се гради. Прост пример, значи практично станува збор за екосистем на кој што доколку кликнеме може да ни покаже најразлични апликации кои што се изградени. Повторно станува збор за блокчейн протокол, не за on-chain платформа. Затоа и нема да ги истражуваме, понатаму нормално доколку некој од овие проекти порасне, ќе го земеме во превид и ќе обрнеме многу повеќе внимание, како што тоа го правиме за сите претходни категории, за разлика од тоа да покажеме како потенцијално функционира еден ваков тип на платформа, SocialFi. Многу интересен пример, тоа е OC App, кој што е практично направен на ICP. Станува збор за децентрализирана чат платформа, многу слично на било каков тип на форум, би рекол, дури слично на Discord. Каде што гледате дека секој од овие така речено креатори си има свој комјунити, си има свој чат, на кој што гледате дека има по десетици илјади некогаш членови, кои што практично комуницираат едни со други на најразлични теми. Сега, што е интересното тоа, дека јас додадов некој чисто да видите како прилика изгледа. Значи е едно од најголемите, која што е на самиот врв, тоа е Джери Бенфилд, он има и YouTube канал. Значи погледнете. Кога ќе отворите кај него, не можете да се приклучите доколку немате одредена количина на токени. Тоа е оно што ви го зборував. Значи овие социјални платформи ви дозволуваат секој од креаторите да си креира сопствени токени, да си креира сопствени NFTs. Чисто да видите како изгледа, значи вели немате доволно токен баланс. Односно овие чатови се отклучуваат кога ќе имате 1000 JBBJ токени. Се разбираме. Што значи дека секој од овие креатори си одлучува нели потенцијално
како би можеле да влезете на неговите чатови. За разлика од тоа, еве на пример овде како влегов на кој да е овој Pirate DAO, претпоставувам ова е некој децентрализирана автономна организација за нешто, што и да е, нема да го пренувам тоа. Идејата е следната, дека вие практично дури добивме некаква количина на токени, затоа што влеговме на истата. Само да видам, значи во нашиот сега треба да проверам, и чит. Овие токени, значи 500 чит токени добивме затоа што се приклучивме овдека, а чит токените се како што може да видам и основни токени на самиот на самата страна, на OpenChat, така се нарекува, OpenChat DAO. Мислам, OpenChat е практично апликацијата која што е целосно на блокчейн. Така да, се тоа што гледате овдека моментално е токму на блокчейн, сите овие разговори, сите овие трансакции, и тоа е уште една битна работа, каде што во било кој од овие така речено чатови, трансакции меѓусебни, можете да користите и крипто како праќање на капитал од една на друга адреса, затоа што секој од овие моментално членови има сопствен новчаник и има нормално сопствен, така речено, само да видам дали беше овде, мислам дека го најав негде, гледате, значи прост пример. Еве како тоа изгледа. Значи за овој коментар јас можам на пример да пратам тип на човекот кој што ќе биде во крипто, каде што јас значи еве ICP, сега овде ќе имате најразлични коини кои што потенцијално може да ги имате на оваа апликација. Ова се сите коини кои што се достапни моментално за да можете да ставите тип. Како што може да ставите тип, вие така можете и да пратите на некого било каков тип на валута, се разбираме. Така да станува збор за on-chain платформа која што се тоа што гледате, сите овие креации, сите овие коментари, групи, сето ова е on-chain, а дополнително помеѓу себе луѓето можат и да си праќаат и крипто и да токенизираат она што моментално постои на овој, како што може да видите, форум или Discord, како сакате, така да погледнете. Станува збор за многу вакви групи каде што има стотици, гледате, илјадници луѓе кои што моментално учествуваат. Практично тоа е како сега ние на пример да го преместиме нашиот Patreon и да го ставиме моментално на еден од овие Discordi, каде што секој од нас практично ќе може да учествува. Прво, како што веќе го правиме тоа, да споделува информации и така натаму, но замислете кога сега ние би ги токенизирале нашите видеа и би ги продавале како NFT, ќе кажеме ова видео го имаме во 1000 примероци и на пример кој сака да го купи, на нашата група се приклучувате и на пример сега овде како правите Join Community се приклучувате и сега на пример овде ќе имате одреден NFT кој што може да купите, тоа е нашето видео. Оприлика така изгледа, че ова е некој стартен момент, чисто ви покажам како оприлика изгледа сето тоа. Значи, стварно, многу интересно, пак ја напоменам. Сето ова може да биде следниот чекор на социјалните платформи, посебно со оглед на фактот дека имате целосна приватност. Тоа е најдобриот момент. Како и да е, значи ова е само за да ви покажам како се тоа изгледа. Доколку сакате, многу јасно, лесно може да го најдете ова. Пак ќе кажам openchat.app и една битна работа која што постојано разборуваме, ICP е еден од уникатните блокчейни кои што може целосна ваква апликација да поддржи и да практично биде водена директно на блокчейн. Еден од ретките блокчейни кои што има толку голем степен на развој на сопствениот блокчейн, каде што многу мислам, не верувам дека е лесно, но како и да е, значи сето ова може да биде водено on-chain комплетно. Сето ова што гледате овдека, буквално се до еден лайк, до еден коментар, сето ова е on-chain. Така да тоа е крајно позитивна работа и нормално не може да направите профил доколку не поврзете одреден новчаник, иако не ви бара пари, но само сакам да ви кажам дека ви бара да имате практично да го поврзете вашиот новчаник со цел да можете да функционирате, да имате профил. Значи веднаш вашиот on-chain профил го поврзува со одреден новчаник, во оваа ситуација MetaMask, доколку сакате има и еден куп други новчаници. Кога станува збор за, да речем, централизираните платформи, како социјални мрежи кои што моментално ги имаме, че овде имаме неколку интересни примери, кои што сакам да исподелам со вас, два практично примери, кои што се доста, пак би рекол, чекор кон оваа насока, која што ни покажува дека не се само овие новие платформи кои што моментално ги гледаме, туку и веќе постоешките на вистина се фокусираат кон истиот правец. Односно, прва работа која што треба да споменеме пред да дојдеме до тој момент е дека и овие SocialFi платформи имаат доста препреки кои што треба допрва да ги поминат, затоа што на некој начин, за разлика од централизираните, кои што се малку не малку, туку целосно рестриктивни и буквално се еднакви на диктаторство, каде што креаторот, односно собственикот на оваа платформа дозволува што ќе може, а што нема да може да биде дозволено на самата платформа. Еви прост пример,
на Facebook не можете буквално ништо вистинито да објавите, ако го објавите веднаш ќе ви биде банирано, не да Боже ќе бидете казнети. За разлика од тоа, на Twitter е обратна ситуација, каде што можете буквално се да објавите, па дури и фейк информации, се можете да објавите. Но пак, тоа е разликата помеѓу, за жал, моменталните постоечките централизирани платформи. Сега, каде е дека проблемот? Кога вие би имале потенцијална SocialFi платформа на on-chain, како што е тоа, например, OpenChat, погледнете. Првиот и најголем проблем е огромната количина на трансакции, затоа што секој коментар, се што моментално се случува, се е on-chain, се е трансакција. Се разбираме. Така да поради ова, голем дел од блокчейните се уште не можат да, така речено, се справат со толку голем обем на трансакции. Тоа е една работа која што допрва треба да ја решат нормално, како се развиваат on-chain блокчейните, така нормално и ќе го решат ова се побрзо и побрзо, мада за ICP тоа воопште не е проблем, зборувам генерално, верувам дека тоа би бил еден од проблемите. Потоа, значи, развивањето, односно растот, сега пак, значи, во оваа ситуација они зборуваат за големина на публика. Така да, пак сега ова и не е толку страшно, ако стане популарен, многу лесно ќе се случи. Сега, регулаторност, значи, дали има соодветни права, како тоа ќе биде, така речено, организирано на глобално ниво, затоа што во моментот кога вие ќе креирате SocialFi платформа, истата е веќе глобална. За разлика од Facebook, за разлика од Google, кои што се локализирани на државите во кои што се дозволени, како што, например, вие моментално не можете да користите било која од овие западни апликации во Кина и обратно, значи има апликации од Кина кои што не можете да користите на запад, прост пример, моментално се обидуваат да забранат TikTok. Тоа значи дека, за разлика од овие централизирани платформи кои што се директно контролирани од регулативите кои што постојат во земјите кои што се активни, за разлика од тоа, SocialFi е сосем обратна ситуација, каде што вие и да сакате не може да ги контролирате. Така да тоа е проблем со кој што верувам дека овие проекти ќе се соочат во моментот кога ќе станат популарни. Така, имајте го тоа превид, верувам дека ќе го видиме наскоро. Но пак, на некој начин ова е уште еднаш користење на позитивните карактеристики на блокчейн технологијата со цел да се надминат моменталните, како да кажам, спреги во кои што не држат со овие као права кои што ги нарекуваат и ограничувања. Така да доправа ќе го видиме тоа. Дополнително, како ќе заштитите интелектуални права, затоа што во денешно време многу лесно може да се копираат ствари, дури да се on-chain, да бидеме реални, вие може да го снимате екранот и да го добиете истото тоа што, например, некој го направил, така? Значи, тоа е уште една работа, корупција, нормална поплака и така натаму има доста работи кои што доправа треба да се решат, како и мониторинг на контентот, да бидеме јасни. Потоа, fake users, тоа е исто така многу битна работа, значи како вие ќе се справите со ботови, кога реално правиме муабет, посебно on-chain, многу лесно може да се прават оние DDoS attacks, каде што со преголема количина на ботови, која што многу лесно може да се реализира, ќе може практично да се буткаат овие платформи, така да доправа треба да видиме тоа како ќе го решат, мада ако мене прашувате, можеби on-chain ќе биде полесно да се реши, затоа што on-chain технологијата сама по себе многу лесно може да ги, така речено, потврди вистинските личности од фейк личностите, посебно кога овдека може да ставите, нели, одредени AI агенти кои што ќе го пазат ова, кои што ќе се фокусираат токму на тоа да утврдат кои се вистински а кои не. Значи, ако се сеќавате, имаше таков пример кога Twitter беше купен од Илон Маск, кој што буквално според неговата статистика, сега зборам, нели, луѓето кои што работат за него ја направиле, околу 30% од профилите на Инстаграм во тоа време биле лажни. Така да може да замислите кога таква централизирана високо, да речам, во тоа време би се ми сега квалитетна и една од најпознатите платформи, може да си дозволи такво нешто, замислете тогаш, нели, колку тоа би било за некоја платформа која што е нова и допрва треба да ги помине овие, да речем, бебешки болки на растење. Дополнително, како се до тоа ќе биде реализирано во однос на приход, мада тоа реално е лесно, значи приход типс, приход продавате NFT, извидаваат валута, пак сето тоа на некој начин е нешто што треба да биде регулирано и да биде јасно за сите некој се дел од самата заедница. Security and privacy, значи пак сега овдека, за жал не заборавајте дека станува збор за крипто. Доколку станува збор за реални крипто проекти, реални крипто социјални мрежи, значи и вашиот новчаник, односно профил би бил третиран исто како еден нормален новчаник, што значи дека доколку изгубите, така речено, клуч, потенцијално би било невозможно да се врати назад, зашто заради ваша заштита, не заради тоа што потенцијално би го изгубиле и добро е да не може да го вратите, напротив, доколку некој друг го има вашиот клуч, многу лесно може да дојде до овие информации наместо вас.
Затоа и нема никаква разлика ако ние дозволиме на овие SocialFi платформи во иднина да имаат практично начин да го содржат или имаат вашиот клуч. Во тој момент не сте ништо поразлични од досегашните централизирани да речем платформи и пак ќе кажам, значи тоа е само вртење во круг. Така да кога би станувало збор за правилни SocialFi платформи, јас мислам дека клучот треба да биде целосно во ваши раце и одговорноста од губење на клучот исто така во ваши раце. И fake news, како и fake users, значи како лажни профили, така и лажни вести, тоа е нешто што допрва треба да се види како ќе биде регулирано. Видовме дека било каков тип на регулација кога станува збор за луѓе е неприфатлива и пак ќе кажам, значи веднаш се сведува на нацизам. Да бидеме реални, тоа го видовме во денешниот свет, посебно преку овие факт-чекери, кои што јас ги нарекувам факт-чекери, со причина, кои што нормално од свој аспект, од своја гледна точка, они судат што е правилно, а што не е правилно, нема никаква врска со факти, нема никаква врска со проверка. Буквално ако нив не им се допаѓа вашето мислење, едноставно ви го забрануваат и вие немате право да зуцнете, ни да се жалите ни ништо. Така да поради тоа верувам дека ова би било многу паметно да се направи барем за почеток со некаков тип на вештачка интелигенција, мада и тоа е малку пак би рекол, не заборавајте дека вештачката интелигенција е ограничена. За разлика од луѓето кои што можат да расудуваат, вештачката интелигенција за сега тоа не може да го направи. Така да тоа е уште една работа на која што ќе треба оваа категорија да работи дебело, да се види како ќе се реши овој проблем и нормално економски модел, затоа што на крајот од денот ако платформата сама по себе не функционира и не произведува капитал, не произведува профит, верувам дека и нема да постои долго. Мада ова би можело да се реши како, нели, DAO, каде што одредени трансакции и секаков тип на, да речем, NFT продажби на што и да е, или пак трансфер на капитал низ платформата би биле така речено наплатени со фи, кој што потоа влегува како капитал на DAO, кој што користи за функционирање на самата платформа. Верувам дека тоа би било доста интересен начин да се реши, но нормално секој од овие проекти го решава тоа на свој начин. Сега интересна работа која што гледаме дека моментално се случува. Погледнете. Значи ние имаме ситуација во која што значи X прво да не забораваме дека моментално бара лиценца за да може да биде плаќачка служба, значи да може да има онлайн payments, така речено, со тоа што се уште нема добиено, но во меѓувреме гледаме дека активно се работи на овие типс. Сега овие типс ќе биде слично како и самото плаќање, односно во моментот кога ќе биде обезбедено плаќањето, ќе бидат обезбедени овие типс. Односно да можете на некого да му дадете бакшиш, како што може видите сами, преспорно дури беа и дозволени во еден период, каде што за жал во тоа време се тоа беше со кеш апликации, но во иднина верувам дека тоа ќе биде со нормално криптовалути. Посебно со оглед на фактот дека самиот Twitter најавува дека плаќањата нема да бидат во кеш, туку ќе бидат во стейблкоини за почеток, така да во оваа ситуација нормално дека ако тоа се случи и еве го истото што го зборувавме. Така, значи ви се допаѓа некој проект, нешто што објавил или неговата работа и вие буквално одите и го наградувате со бакшиш, да речем, овој профил или овој коментар. Значи доста интересен начин на кој што гледаме дека централизираните да речем платформи се движат кон on-chain, затоа што ова ќе биде многу полесно направено нормално како на било каков тип на блокчейн. Така, наместо да барате потврда од апликации и така натаму, многу лесно ќе биде направено on-chain. Така да ова гледаме дека моментално се случува на Twitter со забрзано темпо, знаете дека чекаат моментално потврда од, ако не се лажам, Њујоршкиот SEC, за да им биде одобрено да бидат така речено служба за уплаќање, така речено да може да се вметне капитал, а нормално многу пати се спомнува дека потенцијално Dogecoin ќе биде платежната валута на X. Ако тоа се случи, ефективно и Dogecoin ќе има некаква примена, сега за сега нема никаква примена, а од друг аспект, значи рачунајте дека сите овие типс, плаќања и така натаму купувања, нели NFT и сето тоа, ќе биде имплементирано на Twitter многу лесно со оглед на фактот дека Маск е доста про крипто и ќе биде многу како да кажам, многу добро направено од аспект дека ќе може да се користи конечно криптовалути, така. Сега не заборавајте дека Twitter и понатаму не е on-chain платформа, туку е стандардна централизирана платформа како Facebook и останатите на, претпоставувам, нели, централизирана меморија. За разлика од тоа, ако ништо друго, барем го интегрираат DeFi делот, каде што повторно фактот дека имаат DeFi ќе ги доведе токму до тоа, да имаат така речено, нели, дел кој што е поврзан со SocialFi, а понатаму потенцијално и целиот Twitter би бил потенцијално on-chain.
Друга интересна работа која што исто така постои е Тон и Телеграм. Телеграм е една од најголемите апликации за меѓусебно, нели, буквално она се енкриптирана апликација за меѓусебно праќање пораки, каде што Тон представува блокчейнот кој што е поседуван од самата компанија. Телеграм сега не можат сите да го користат, значи да го користите морате да бидете verified user на Телеграм, значи да го имате она знакче, да платите она некоја минимална членарина и потоа ќе ви дозволи да го користите Тон токенот на самата Телеграм апликација. Значи дека за разлика од Twitter, Телеграм веќе го има интегрирано и го користи Тон како платежно средство за луѓето кои што функционираат на Телеграм апликацијата. Дополнително, не само како платежно средство помеѓу нив, туку дополнително погледнете го ова. Не знам дали знаете, но Телеграм има свои мини кои што се изградени на Тон блокчейн. Значи, како што можеме да видиме, овие мини апликации се изградени на Тон, а потоа се користат на Телеграм. Значи, дека секој кој што поседува Телеграм може да користи овие апликации кои што најчесто и се на оние чатови, на групи, каде што моментално дали се тоа игри или било каков тип на различни, гледате, може да биде децентрализирани финансии, дексови, NFT, игри, се и се што. Значи, буквално овие 9 милиони, ако не се лажем, юзери моментално што ги поседуваат Телеграм, на секој од нив ова им е достапно. И како го прават тоа? Го прават преку користење на Тон токенот. Што значи дека они делумно веќе го имплементирале токму ова што ние го зборуваме. Значи, имате блокчейн кој што е асоциран со самата социјална платформа, кој што моментално го дава така речено DeFi дел, дополнително сите оние апликации, сите оно што е изградено на блокчейнот е директно достапно на луѓето кои што користат платформата. Ова е некој, како да кажам, симбиотички момент, каде што имаме традиционална централизирана платформа, која што функционира целосно во делот на DeFi со Тон блокчейнот. Така да ова е доста интересен момент, а буквално спаѓа во оваа категорија, иако, пак ќе кажам, самата платформа не е децентрализирана и on-chain, делот со DeFi е целосно интегриран и гледаме дека функционира on-chain. Така да ова е крајно интересна, да речем, комбинација од двете. Така да тоа беше се што имаме во однос на самиот SocialFi. Уште еднаш би рекол дека за разлика од другите категории, овој е доста неразвиен, доста нов. Верувам дека наскоро ќе видиме развој во истиот, затоа што пак ќе напоменам, ако имате интеграција на блокчейн технологијата во се, нормално дека само прашање на време кога истата ќе биде интегрирана и во оваа категорија, посебно со оглед на фактот дека знаете во денешно време скоро и да не постои човек кој што за меѓусебна комуникација не користи барем една од овие платформи кои што моментално се достапни на пазарот, и не заборавајте дека истите енормно пораснаа со адаптацијата на интернетот, што значи дека следното нормално скалило е од централизирани да прерастеме на децентрализирани, да речем, технолошки платформи за социјална комуникација, но пак прашање на време кога ќе го видиме тоа, и верувам дека наскоро ќе видиме развој на категоријата, а со тоа и нормално оние потенцијални шампиони кои што ќе се јават во истата. Затоа и оставам време, моментално се уште не е момент да одлучиме кој од овие проекти моментално е потенцијален, да речем, шампион и би можеле да инвестираме во иднина. За сега е, пак би рекол, статус. И за крај, како и секој друго видео, би сакале само на кратко да ја побараме вашата поддршка со тоа што на секој од нашите видеа би можеле да ставите лайк, шер, сабскрајб, за да може да добивате нови, нормално, да речем, содржини од нашиот канал, и секој ваш лайк и шер помага ова, да речем, содржина да биде споделено што повеќе македонци, а на алгоритмите на социјалните мрежи, нормално и на овие канали како YouTube и Rutube помагаат да биде споделувано до што повеќе македонци. Во дескрипцијата во секој од нашите видеа може да најдете линк до Patreon заедницата, која што е нашата приватна Patreon заедница за блокчейн и инвестирање. Дополнително дека имате линк до Криптогемиџија кооперација, тоа е онлайн продавницата за маркетинг реклами. Ова е нашата добротворна програма која што моментално активно работиме веќе 3 години на истата. Ги имате нашите социјални мрежи, како и нашите резервни канали, со додавање на новиот канал, а тоа е на Dailymotion, кој што наскоро ќе го додадеме на сите наши дескрипции, каде што одново јас поделуваме целата оваа плейлиста од повеќе од 140 видеа за напреден курс за техничка и фундаментална анализа, на кој што можете да достигнете до каде стигнале сите оние луѓе кои што не следат во последните 3 години. Така да, ви благодарам, се надевам дека уживавте и се гледаме во следното видео.